дали медиумските работници кои што беа во Будимпешта заедно со владината делегација да известуваат од тамо, дали патуваа со истиот авион. И дали тоа е корупција? И дали тоа е причината заради која што во ниту една национална телевизија не беше објавено дека владата практично закупила авион? Па тие не се само сега дел од корупција, тие се дел од системската корупција која што го уништи овој народ. А се собственост на семејства кои што се недопирливи, корумпирани и кои што се поради тоа заштитени поради телевизиите. Сме збореле дека телевизиите се правеа наменски за да семејствата кои што се занимаваат со прилично сомнителни акции, трансакции, фирми во транзицијата бидат заштитени и недопирливи. И меѓувреме, бидејќи воопшто не ги интересира ни добробит на народот, нити професионализам, нити ништо, они што е најефтино? Турски серии и индиски серии. Тоа се телевизии. Што очекуваш ти од нив? Професионално новинарство? Јас не. Прашањето е на основа на кои критериуми се одбрани кои новинари дополнително и кои медиуми ќе бидат присутни во таа делегација. Бидејќи критериумите се влијание, кредибилитет, гледаност и така натака, тогаш Инфомакс би требало да има загарантирано место на такви делегации. Дури да е критички медиум, бидејќи у Air Force One со Трамп се возат сите медиуми. Во англискиот, во италијанскиот авион, сите се возат. И критичари на власта и поддржувачи на власт. Ама сите се у тој авион. Затоа што сите кога ќе одат надвор, сите поставуваат прашање во корист на државата и му набацуваат пенали на премиерот или на нивниот представник.